Актуелната вице-гувернерка Ана Митреска и директорот на секторот за операции на финансиските пазари и платни системи Игор Величковски се предлозите за новите вице-гувернери на Народната банка. Третиот вице-гувернер Фадил Байрами има мандат до октомври годинава. Овие предлози во собранието биле доставени на 17 овој месец, а спикерот Африм Гаши на денешниот брифинг со новинарите соопштил дека изборот на новите вице-гувернери ќе биде ставен на следната собраниска седница. На следната седница ќе бидат ставени предлозите за гласање на новите вице-гувернери. За нивно изгласување потребни се 61 глас од пратениците. Мандатот на двајцата претходни вице-гувернери истече во октомври ланската година, но поради локалните избори и изборниот законник кој не дозволува именување и назначување на државни функционери, додека Државната изборна комисија не ги затвори изборите, направи одложување на постапката за избор на нови вице-гувернери. Од Народната банка за телевизија 24 вела дека законскиот рок не бил прекршен, а со тоа и сите одлуки кои ги донеле биле законски. Законот за Народна банка содржи експлицитен механизам за континуитет во работа на институцијата која е клучна за макроекономската и финансиска стабилност на земјата. Имено согласно член 55 став 3 од Законот за Народна банка. Член на Советот на кој му истекол мандатот продолжува да ги извршува своите функции со сите овластувања се до именување на нов член. Нема правен вакуум и законитоста не е доведена во прашање. Процесот на предлагање беше спроведен внимателно и одговорно по завршување на изборниот период. Предложените кандидати се врни професионалци од самата институција со долгогодишно искуство и докажана експертиза во клучни области. Суштината е јасна, институцијата функционира стабилно, а процесот на избор се води одговорно и во интерес на квалитетот и континуитетот. Кандидатката Ана Митреска, која е предложена за втор мандат, е доктор по монетарна економија и долгогодишен експерт во Народната банка, каде што од 2011 година ја предводи дирекцијата за монетарна политика и истражувања, а претходно била и заменик директор и истражувач во истата институција. Првпат таа беше избрана на функцијата вице-гувернер во октомври 2018 година. Вториот кандидат, Игор Величковски, е доктор по монетарна економија на Универзитетот Стафордшир во Велика Британија и е долгогодишен експерт во областа на платните системи и финансиските пазари. Тој е дел од Народната банка од 2012 година, а од 2013 година извршува функцијата директор на дирекцијата за платни системи. Оваа функција извршува до 2024 година, кога по институционална реорганизација е назначен за директор на секторот за операции на финансиските пазари и платни системи. Во меѓувреме, опозицијската партија СДСМ го обвини гувернерот Рајко Славевски за одложување на процесот на избор за вице-гувернери, а целта според партијата била партизација на Централната банка. Лидерот на СДСМ Венко Филипче побара и оставка од Славевски и го повика јавното обвинителство да го истражи целиот случај. Гувернерот веќе изјави дека не планира да си поднесе оставка.